Здраво, добро дојдовте во уште едно видео, каде што ова видео малце ќе збориме за како всушност стигнале до сознавањето на структурата на ДНК, бидејќи го знаеле од прилика хемискиот состав, но не знаеле како тие хемиски соединенија се поставени. Сега, некои од првичните анализи кои навеле кон некаква си структура, односно некои соодноси на поврзување, се експерименти кои биле правени од Чаргав, односно Чаргафовите правила кои произлегуваат од нив, каде што всушност тој анализирал колку има аденин, колку има гуанин, колку има цитозин и колку има тимин. И забележал дека колку што има аденин, толку има тимин, и колку што има гуанин, толку има цитозин. Исто така, односот на аденин и гуанин е еднаков на односот на цитозин со тимин, количински. И со ова може едноставно да се наведе дека ако А е еднакво на Т, колку што содржи, тоа значи дека А се поврзува со Т. Нели, ние кога зборевме за структурата на ДНК, рековме дека е двоен хеликс и да речеме дека имаме А, тука имаме Т, така А се поврзува со Т, ова го знаеме, но тоа што не знаеле како всушност се поврзува. И всушност колку што ќе имаш А, толку ќе имаш Т, бидејќи за секој А, кај да имаш овдека А, така нема врска, за секој А, од спротивната страна ќе има Т. Исто важи и обратното, за секој Т, кој ќе го имаш, например, тука имаш Т, не е важно. За секој Т од спротивната страна ќе има А. Така што, ако имаш дадено количество А, така, ако имаш дадено количество А, ќе речеме X, тоа значи дека толкаво исто количество имаш и од Т. И тоа те наведува да знаеш дека А се поврзува со Т. И исто така спознале дека всушност Г се поврзува со С. Ева, ќе направиме со сина боја. Но пак и со ова не се знаела структурата на ДНК, се додека не доли истражувањата на Розлинд Франклин и Марис Вилкинс, каде што ова била хемичарка, ева дека горе всушност ќе ја видиме на слика, која не знаат многу луѓе за неја. Обично се учи за Вотсон и Криг, за откривањето на структурата, зашто ќе збориме преку едно видео од сега, но многу малце луѓе знаат дека всушност структурата на ДНК е првично откриена од Розлинд Франклин, која била хемичарка. Само што Вотсон и Криг на некој начин ја прислушкувале, имаше приказка дека она зборела со соработниците, биле на некое си место, некоја си конвенција, Вотсон и Криг прислушнале за нејзините експерименти што всушност открила, и од кога тоа го сватиле, Вотсон и Криг потоа си го направиле својот модел, па земале Нобелова награда и така. Но значи Розалин Франклин всушност успеала да изолира ДНК, значи изолирала ДНК, ќе земеме ДНК, изолирала и ја направила во кристална форма. Значи ќе направиме кристал, тука внатре е ДНК. Сега ова се многу сложени постапки, едноставно ова е многу деликатна работа. Тоа е веќе друга тематика, не е поврзана со генетика, но всушност добиле кристал на ДНК. И по пат на методика со рентгенска дифракција, што се користи денеска за многу кристали, тоа е едно многу интересно поле, како всушност се знае структурата на атомите кои се поставени во кристалите. И со помош на таа рентгенска дифракција ја добиле оваа слика. Значи овдека што ја гледате, што насочува кон X структура. Сега единствена структура која може да даде X, всушност, добро, нормално правиле многу анализи, не е само оваа структура, е всушност хеликална структура. Значи структура која постојано се врти. И со тоа всушност сватиле дека структурата на ДНК е некој си вид на хеликален двојно верижна молекула. И потоа Вотсон и Криг си довеле и своите некои знаења и затоа го создале Вотсон Криговиот модел, за кој ќе збориме малце понатаму. И сега во наредното видео всушност ќе ја разгледаме детално структурата, мислам детално, прилично добро ќе ја разгледаме биохемиската структура на ДНК, значи речеме ова е ДНК. Ќе разгледаме биохемиската структура на ДНК и потоа ќе видиме каков е всушност Вотсон Криговиот модел и така.
Добро, ова беше едно кратко видео, едноставно тоа што треба да знаете дека на почеток, нели, како што реков, анализирале колку има аденин, гуанин, цитозин, тимин, сватиле како се поврзуваат аденин дека иде со тимин, гуанин со цитозин. И исто така важна е Розалинд Франклин, која била химичарка и всушност таа на некој начин открил структурата на ДНА, иако ја нема во многу учебници, и откриле дека всушност структурата на ДНА има некоја си хеликална структура. Тоа беше се за овој видео и ќе се видиме во наредното видео. Довидување.